Кунг фу е врвна вештина стекната со напорна работа. Вела дека добиваш онолку колку што вложуваш и ништо нема да ти биде дадено без да го заслужиш. Во сценарио кој од тебе бара да се одбраниш, слободно заборави на секакво размислување. Адреналинот го прави своето. Го исклучува аналитичкото размислување и го подготвува телото за борба. Кунг фу борец е човек кој никогаш не се откажува. Ревностно се соочува со било каков предизвик и се обидува да најде решение. Ја вреднува искреноста и на светот му пристапува со решителен чекор и отворено срце. Тој е човек кој е фокусиран, но хармоничен по својата природа, свесен и целосно одговорен за своите дела и постапки. Тој е вечен студент, има отворен ум за начините за подобрување на себе си и светот во било која област. Знае дека сите нешта се подложни на еволуција и креација и прави луѓето да одат напред. Кога сакате да ја почувствувате врската со макрокосмосот околу вас или онаа со малиот микрокосмос во вас. Кинеската култура и за тоа има точно утврдена патека. Токму понезе ве носиме во оваа епизода на Нихао. Ве запознаваме со традиционалните кинески боречки вештини. Корените на Винг Чун Кунг Футо може да се најдат во турбулентното и репресивно време на владеењето на династијата Чинг во Кина, пред повеќе од 250 години. Тоа било време кога 90% од кинескиот народ, или расата Хан, биле владеени од малцинството наречено Манчу. Владетелите спроведувале бројни неправедни закони врз луѓето од расата Хан. Еден од нив бил познатиот ритуал на врзување на стапалата на младите девојчиња, со цел да бидат физички зависни од своите партнери кога ќе остарат. Работните можности за расата Хан исто така трпеле рестрикции. Еден Хан не смел да напредува во владиниот сектор исто како и еден Манчу. Високите даноци овозможувале економска контрола врз населението. Вежбањето кунг фу како национален спорт било забрането за расата Хан. Сепак, владата го почитувала манастирот Шаолин единствено како будистичко прибежиште. Кога расата Манчу конечно ги забранила и сите оружја, во тајност започнало да се изучува кунг футо. Поради почита и автономијата што ја уживал, Шаолин манастирот станал местото каде се изучувала оваа боречка вештина. За да се скрати потребното време за добро подготвен борец, 5 мајстори од цела Кина донеле одлука да ги комбинираат најефективните техники од своите дисциплини на кунг футо. Правејќи го тоа, тие развиле систем кој требало да продуцира ефикасен борец во рок од 5 до 7 години, 1/3 од времето кое првично било потребно. За несреќа на расата Хан, дури и пред изучувањето на овој систем да отпочне, Шаолин манастирот бил нападнат и изгорен до темел од владетелската раса Манчу. Калугерката по име Нанг Муи, единствената преживеана од 5 мајстори, го пренела своето знаење на млада девојка која била сираче. Нанг Муи на младата девојка и го дала името Винг Чун. Името во буквален превод значи прекрасна вечна пролет, а го има и символичното значење надеж на иднината. Понатаму Винг Чун го пренесува своето знаење на незиниот сопруг и низ годините овој првично безимен систем го добива името Винг Чун. Техниките и учењата на овој стил биле пренесени на бројни, но секогаш внимателно избрани ученици. Во 1950 година во Хонг Конг, Ип Ман започнува да го пренесува стилот Винг Чун на пошироките народни маси. Еден од неговите први ученици бил големиот мајстор Вилијам Чеунг, глава на светската Винг Чун Кунг Фу асоцијација. Ирина Андреевска од Македонија и Рафаел Нуњес од Чиле се растени под сосема различни околности, но заедно ги поврзуваат многу нешта: љубовта, Кина и кунг футо. Оваа нивна љубов на кунг фу приказна почнале да ја пишуваат на Пекиншкиот универзитет.
Денес ја раскажуваат од нивното кунг-фу студио во Скопје. Јас имав интерес во кунг-футо уште од пред 10 години кога за прв пат дојдов во Кина, во Пекинг на студии, но редовно почнав да го практикувам од пред 4-5 години кога го запознав мојот вереник, кој што редовно практикуваше кунг-фу од претходно и заедно со него почнав да учам и да се занимавам со оваа вештина. Колку има правила во кунг-футо? Кој смее да го практикува, кој не смее? Има ли некакви ограничувања? Нема никакви ограничувања, единствено нешто е тоа што мораш редовно да го практикуваш. Велат дека кунг-футо не ти простува кога не вежбаш 1, 2 или 3 дена. Значи, било кој може да почне од малечко детенце до човек на постари години веќе, но битното е да си посветен и да го вежбаш редовно. Што кунг-фу самиот збор не значи боречки вештини, кинескиот збор за боречки вештини е вушу, но кунг-фу значи нешто што го усовршуваш со текот на времето. Со оглед на тоа дека долго време веќе се занимаваш со кунг-фу, како ќе го објасниш со свој зборови? Што е кунг-фу? Па како што реков, кунг-футо е нешто што усовршува со текот на времето, значи посветеност, време, мајсторлук, да речеме на некој начин, кога ќе успееш нешто да совладаш на одреден начин на кој што стануваш подобар од другите бидејќи си вложил труд во тоа. Колку тебе те промени кунг-футо и практикувањето на истото? Премногу, затоа што пред кунг-футо не се познавав доволно себе си на одреден начин и немав доволно самодисциплина. Кунг-футо те учи како да се запознаеш себе си и како да можеш да се совладаш себе си, бидејќи на крајот на криштата ние сме самите за себе си најголем предизвик во животот. И само го споменавте Пекинг. Долго време престојувате таму. Како се случува Пекинг? Како заминувате? Колку време останувате таму? И што се случува со вашиот образовен процес дури сте во Пекинг? Јас студирав вкупно 9 години во Пекинг, до дипломски студии по филозофија на кинески јазик и постдипломски студии по меѓународни односи исто на кинески јазик. Студирав и 1 година кинески боречки вештини на Пекинскиот спортски универзитет. Уште од малечка имам контакт со кинеската култура, бидејќи мајка ми е еден од првите синолози од Македонија, тогашна Југославија, во 80-тите, кои што се заминати на студии во Кина, и јас по незините стапки продолжив. Годинава одлучи на скопска адреса да отвориш своје собствено студио. Колку македонците се интересираат за овие источни вештини? Има интерес кај нас, но за жал бидејќи токму се погоди лоша среќа оваа година со ситуацијата да ја почнеме да го почнеме овој процес, нели? Овој проект имаме мал интерес сега, но учениците кои што веќе почнаа редовно со нас се посветени на тоа, така што јас очекувам дека тие ќе останат понатаму во иднина со нас, а ќе ни се приклучат и нови ученици, се разбира кога малку ќе се подобри ситуацијата. Верувам дека на почетокот сите се ентузијастични со оглед на тоа дека Кина сама по себе е мистична и екзотична земја, меѓутоа колку подоцна во тој процес на учење се истрајни? Па има луѓе кои што се посветени и еве јас пример ги имам сите овие достигнувања по кинески јазик и по кунг-фу, затоа што на некој начин сум имала среќа да отидам во Кина и таму да се образувам. Има многу луѓе кои што можеби немале такви можности, но тука имаат продолжено повеќе од 5, 6, 7, 8, 10 години некаков контакт со кинеската култура и со кунг-футо. Значи јас не сум единствена која практикува кунг-фу во Македонија, се разбира. Има луѓе кои што се истрајни, нормално има луѓе кои што некогаш наоѓаат нешто поинтересно за нив. За тоа колку сериозно се занимавате со оваа вештина говорат и наградите кои што ги добивате. Бронзен медал е една од нив. На какви све првенства сте се појавиле досега? Претежно во Кина, меѓународни и локални првенства и 2 светски првенства. На едно од светските првенства по кунг-фу освоив бронзен медал за Македонија, а на останатите локални и интернационални имам освоено 3 сребрени и 7 златни медали. Како човек што очигледно добро познава Кина, што те фасцинира најмногу од таа култура која што е толку многу богата? Кинеската култура е многу богата култура и не би можела да издвојам едно нешто, но еве да речеме кинеската филозофија, бидејќи сум студент по кинеска филозофија и самата кинеска филозофија и нејзините концепти се испреплетени во секој аспект од кинеското општество и кинеската култура, кинескиот јазик, кинеската медицина и самото кунг-фу. За крај се враќаме уште еднаш на студиото. Какви се условите за запишување на нови членови за да практикуваат кунг-фу? Значи секој може да дојде кај нас. Ние обично запишуваме нови членови за секој месец, нареден месец, значи обично кон крајот на тековниот месец запишуваме членови за новиот месец и отворени се вратите за било кој. Луѓе кои што имаат искуство, немаат искуство, секој што сака да се посвети да научи, дури и некој што само ќе сака да
проба и да види дали ќе се пронајде во тоа, бидејќи нормално некогаш на почетокот ќе мислиш дека ти се допаѓа и во ред е да се откажеш, а и оние кои што нели би сакале да напредуваат понатаму, но за тоа треба подолго време, години. Кажете ми само колку е возможно кунг-фу да се прилагоди нови онлайн техники за учење и за предавање со оглед на целата оваа ситуација со коронавирусот? Тешко е, бидејќи особено за професорот, бидејќи не секогаш можам на камерата да ги видам моите ученици дали правилно вежбаат или не, бидејќи ги гледам само од еден агол. Друго е со физичко присуство кога можам да видам од секој аспект дали било кој дел од телото е правилно поставен. Но ситуацијата е таква, сметам дека луѓето сепак треба да одржуваат физичка активност, што помага нели да се заштитат од било какви инфекции и вируси, дури да е тоа во такви домашни услови, но нели за во иднина би било подобро сепак со физичко присуство. Кунг-фу вештината во 60-тите и 70-тите години на минатиот век ја популаризираше Брус Ли на филмското платно. Тој бил актер, борец, филозоф, режисер, продуцент, сценарист и основач на Джит Кун До концептот на борба. Тој се смета за културна икона и еден од највлијателните борци на 20-тиот век. Ли е роден во Сан Франциско, Калифорнија, но растел во Хонг Конг се до крајот на тинеџерските денови. Кога наполнил 18 години, Ли се преселил во Соединетите Американски држави. Тоа бил периодот кога започнал да предава боречки вештини, кои наскоро го довеле до филмски и телевизиски улоги. Неговите филмови со продукција од Хонг Конг и Холивуд ги издигнаа традиционалните филмови со боречки вештини од Хонг Конг на ново ниво на популарност и слава и предизвикаа голем интерес за кинески боречки вештини на Западот во 1970-тите години. Тој е познат по својата улога во 5 играни филма: The Big Boss и Fist of Fury во режија на Ло Вей, Way of the Dragon, режиран и напишан од Брус Ли, Enter the Dragon на Warner Brothers во режија на Роберт Клаус и The Game of Death. Феноменалната форма на Ли значела дека тој бил способен за извршување на многу исклучителни физички подвизи. Човек способен да изведува суперчовечки подвизи кои допрва треба да се достигнуваат. Следнава листа ги вклучува некои од телесните подвизи кои му се препишуваат на Брус Ли. Боречките вештини на Ли во тоа време биле пребрзи за да бидат снимени со традиционална камера со 24 фрейма во секунда и да бидат прикажани јасно при премотување, па затоа многу сцени биле снимени со 32 фрейма во секунда за поголема јасност. При демонстрација на брзината, Ли можел да грабне монета од отворена дланка на некое лице или да остави монета пред лицето да ја затвори дланката. Ли правил склекови со една рака користејќи го само палецот и показалецот. Ли се дигал на вратило 50 пати со една рака. Ли удирал страничен удар со нога додека тренирал со Джеймс Кобрн и искинал боксерска вреќа од 68 килограми. Иако Брус Ли е најдобро познат како борец, тој исто така студирал драма и филозофија на Универзитетот во Вашингтон. Дома имал извонредно богата библиотека. Неговите собствени книги за боречки вештини и филозофија на борбите се познати по нивните филозофски тврдења и внатре и надвор од круговите на боречките вештини. Неговата филозофија честопати била контрадикторна на неговите верувања, иако и тој тврдел дека неговите боречки вештини биле само метафора за таквите учења. Тој верувал дека секое учење на крајот доведува до самоспознание и неговиот метод за самоизразување се боречките вештини. Тај Чи Чуан е универзален јазик на кој комуницираат духот и телото.
Се работи за боречка вештина што се карактеризира со техники на дишење, помага при одржување на рамнотежа и служи како вештина за олеснување на стресот. Самото име Тај Чи Чуан, Тај Джи Чуан, означува врвна ултимативна тупаница, што самото по себе ништо не ни кажува, но го содржи концептот на Тајджи. Тоа е рамнотежа на космолошките сили на Јинг и Јанг, и како таков, Чуан значи тупаница или борба, боксување, така што од тој аспект Тај Чи Чуанот би значило вежбање со врамнотежување на космолошките сили на Јин и Јанг. Инаку, ако го погледнеме низ историјатот, со сите карактеристики може да го споредиме со уметност, затоа што како во уметноста имаме основачи, имаме стилови, имаме носители на стилови, а исто така имаме и учители на стиловите и практикувачи на стиловите. Така што споредено со уметноста може да речеме дека еден вид на уметност, бидејќи ги има сите елементи на класичната уметност, а во последно време за истото имаме и надпревари, има обиди во блиска иднина да се вклучи во рамките на Олимписките игри како посебна категорија и сега последното што го знаеме сите, нели, во декември минатата година е додаден на листата на УНЕСКО на светски културни наследства во декември 2020. Александра, по дефиниција, Тај Чи Чуан е традиционален систем на кинески вежби. Кога прв пат вие се среќавате со него и како воопшто почнувате да го практикувате? Прв пат уште како деца, нели, во кунг-фу филмовите го сретнавме како поим, како нешто што постои, а подоцна кога пројавив интерес вистински да видиме за што станува збор, го најдов Сдруженијето Јин Јанг за традиционални кинески вежби во 2010 година и од тогаш почнав да ја практикувам оваа вештина. Кои се бенефитите од практикување на Тај Чи Чуан? Бенефитите од практикување на Тај Чи Чуан, тука би ги спомнал и Чигунг, се многу бројни. Значи, Тај Чи Чуанот е вештина која што се занимава со лесни физички вежби. Во однос на Чикунот, животната енергија чија насочува во одредени делови на телото или низ целото тело, додека кај Тај Чи Чуанот имаме постојано течење на чи енергијата, слободно. И традиционалната кинеска медицина има своја изрека по тоа прашање, значи кога тече чи слободно нема болест. Во генерално бенефитите беа до неодамна анегдотални, значи кој што кажал дали како се чувствувал подобро, додека во последно време се прават и клинички испитувања и резултатите на тие клинички испитувања покажуваат дека има подобрување во разни сфери на сеопштото човеково здравје. Има консензус веќе меѓу работниците кои што се занимаваат со човековото здравје и со физичката култура, и постепено влегува во скоро сите курикулуми ширум светот, во разни здравствени институции, како метод за опоравка, одржување на здравјето, покрај веќе познатите физикална терапија, медитација и така натака. Исто така, од тие клинички истражувања, бидејќи имале голем број на придобивки од кажувањата на луѓето, истражувале во повеќе области. Генерално има подобрување во зајакнување на мускулатурата, зајакнување на зглобовите, зголемување на психофизичката состојба, сеопшта подобрување, потоа на респираторниот систем, исто така има подобрување индиректно и на ендокринолошкиот, знаеме дека денес најголем проблем и непријател на здравјето на човекот е стресот, така што ја допира и таа област. Инаку, во поглед на зголемувањето на подвижноста, тоа е битно, особено кај постарите луѓе, кои што најголем број случаи статистички имаат повреди при паѓање, најчесто на колковите, а со овие вежби се подобрува и чувството за рамнотежа, со тоа што се намалуваат
или се избегнуваат тие несреќи. Така што со овој систем на лесни кореографирани вежби се подобрува рамнотежата и се доведува за возраста на тие луѓе на завидно ниво споредено со тие што не практикуваат. Исто така, во поглед на бенефитите сеопшти, освен тоа, покрај овие клинички истражувања, последните години има и консензус меѓу здравствените работници дека се препорачува секојдневна постојана лесна физичка активност, а сметаме дека тај чи чуанот во таа рамка препорачано од здравствените работници се вклопува совршено. Го споменавте Сдруженијето, кога е организирано, кога е создадено и со какви цели? Значи, Сдруженијето е создадено 2004 година, тоа е околу 20 години по пристигнувањето на нашата учителка во Македонија, Сиинчен Илиева. Таа пристигна во 1984 година, со себе ги донеси традиционалните кинески вежби како тај чи чуан и чикун. И поради зголемениот интерес на вежбачите се одлучи да се формира Сдружение на граѓани за вежбање на традиционални кинески вештини, со тоа што би се ставила во некаква рамка и би се структурирало самиот начин на вежбата, на изведувањето на часовите. И тоа Сдружение си има свое членство, си има своји инструктори, си има вежбачи кои што доаѓаат на часовите. А во поглед на членството, тоа во просек варира помеѓу 20-тина отприлика членови, активни членови низ годините биле во опсег од 15 до 20, додека вежбачи доаѓале, изјавувале желба некогаш да се приклучат да бидат членови на Сдруженијето, некогаш само биле задоволни од присуството на часовите без никаква афилијација кон Сдруженијето. И низ годините мислам дека според информациите неколку стотини практиканти и вежбачи поминале низ Сдруженијето. Александр, од една страна која ќе ги споменеме бенефитите од практикувањето на тај чи чуан и од друга страна која ќе ставиме дека станува збор за природни, лесни и бавни движења, колку е тешко или лесно да ги заинтересираме граѓаните или луѓето од нашето поднебје да се интересираат за оваква боречка вештина? Кај нас популаризацијата на оваа боречка вештина станува сега, во последно време, со глобализацијата, со интернетот, со социјалните мрежи и такви работи, каде што се гледаат многу луѓе ширум светот, каде вежбаат и доста се присутни се повеќе во популарната култура, значи дури Холивуд во своите филмови има во некоја позадина некој како вежба тај чи чуан, додека на нашите простори тоа првпат мислам дека се случило со видеата на Жан-Мишел Жар кога правил концерти во кино 81-82. Тогаш ја мислам првпат дека сме виделе на телевизија луѓе што вежбаат во паркови и најверојатно и не сме ни знаеле за што станува збор. А потоа претпоставам било испоменувано во списанија за боречки вештини во поранешна Југославија. Но се додека не дошол некој тука да го видиш со своји очи, да го осетиш. Не верувам дека било опипливо. Но од, да речам, 84-та навака, значи, кога имаме веќе активен учител по тај чи чуан тука, кој што за собствената психофизичка состојба си вежба, и кога ќе го видиш по парковите, веќе имаш конкретен опиплив пример и почнува да те заинтересирува. А каква форма на тај чи чуан практикувате вие овде кај нас? Ние практикуваме стандардната современа форма на тај чи чуан, базирана на јанг стилот. Тоа е сет од 24 движења, се вика куса форма. Долгата форма исто ја практикуваме, таа е сет од 88 движења. И исто така практикуваме тај чи меч, односно вежба форма со оружје, со тај чи меч од 32 движења. Исто така имаме и вежба со партнери, спаринг, туј шоу или туркање со раце. Античкиот символ Јин и Јанг е веројатно најистакнатиот и најпопуларниот символ во кинеската култура. Овој познат символ е представник на филозофскиот концепт, кој не учи дека во сите објекти во Вселената постојат две главни, контрадикторни, но комплементарни сили, кои го водат светот. Бидејќи и на малите детали околу нас се во постојано движење, секој од овие два елементи или принципи исто така го содржи елементот на другиот.
Ова ни дава слика на два екстремно силни символи, кои се неразделни и што е уште поважно, еден не може да постои без друг. Концептот на Јин и Јанг представува основа на многу кинески филозофски учења, а особено е поврзан со таоизмот. Централниот термин на таоизмот е Тао, кој најчесто се преведува како патот. Се верува дека Тао е непроменлив и дека небото и земјата потекнуваат од него како два пола. Во него го препознаваме машкиот принцип, односно Јанг, како бела, активна, светла страна, поврзана со елементот на воздухот и оганот, и Јин, како женскиот принцип, темната пасивна страна која е поврзана со елементот на водата и земјата. Символиката се разбира не завршува само со поимот на активност и пасивност. Така во Јангот ја препознаваме светлината, односно сонцето, денот, небото, југот, огнот, летото, топлината, креативноста, планината. Спротивните поими, односно месечината, ноќта, земјата, падот, северот, смиреноста, долината, зимата, ги наоѓаме на другата страна или во Јинот. Во кинеската култура, символот на Јин и Јанг може да се најде во разни форми, иако најчесто е представен во форма на круг. Истиот круг, покриен со лотосов цвет, е исто така еден од најпопуларните символи, со акцент на совршенството и чистотата. Лотосовиот цвет е директно поврзан со Буда, но исто така се поврзува со летање, интелигенција и мудрост. Сите сили во природата може да се гледаат низ призмата на Јин и Јанг, бидејќи се е во постојано движење. Овие два символи се неразделни, како и кај луѓето. Оние кои не знаат што е добро, нема да знаат ниту што е лошо. Затоа во знакот на Јин и Јанг постојат две точки. Во сите нешта постои нешто добро и нешто лошо. Тука завршува оваа патека на Нихао, но само како вовед во традиционалните кинески боречки вештини. Доколку ве заинтересиравме за некоја од овие животни филозофии, ќе бидеме повеќе од среќни да ве упатиме во вистинскиот правец. До следната епизода на Нихао.